Фондацијата Отворено општество Западен Балкан организираа изложба на фотографии Украина воено злосторство во земјите од Западен Балкан. Изложбата е изведена од истоимената книга, која вклучува повеќе од 360 фотографии и сведочења кои фрлаат светло на руската инвазија. Овие храбри фоторепортери ги ризикуваат своите животи за да ги доловат ужасните вистини на војната. Кога започна војната во Украина, се решив да почнам да документирам секој ден што се случува во војната. Сите тие конфликти, сите што беа изманипулирани, сите настани што беа потекнати нешто друго. Мојата главна обсесија е фоторепортерството, така што знаете дека војната во Украина беше покриена од многу новинари од целиот свет и отворивме конкурс и добивме многу фотографии од целиот свет, поточно 38 земји. Имаше околу 7000 фотографии кои што се доказ за злосторството. Така што беше многу тешко да се доведат тие 7000 фотографии на 300 фотографии, но сепак тие се вметнати во книгата Украина воено злосторство. Ја документира првата година од руската инвазија. Ги документира поточно перспективата на фоторепортерите кои што беа таму, кои што репортираа за војната. Односно, е многу подостапно за сите луѓе кои што ќе фатат книгата во свој раце. Ги прашував новинарите за тоа како тие за нивната перцепција на војната. Така што 38 од нив се е многу интересна. Книгата е избрана за најдобра книга на годината од Националната асоциација на новинари во Њујорк. Така што има добиено многу награди. Како што знаете, на почетокот кога војната започна, беше на вести секој ден, цело време. Сега влегуваме во третата година и целиот тој интерес всушност малку се намалува, полека но сигурно, и знаеме дека е многу битно кога војна во сред Европа се случува. Знаеме што значи тоа за луѓето на Украина. Така што за нас е многу значајно да продолжиме да ги потсетуваме луѓето што всушност се случува, дека секој ден умираат луѓе, дека војни злосторства се случуваат секој ден. Па така одлучивме да направиме врз основа на оваа селекција фотографии, која што ќе биде дел од изложбата. Го представивме во 42 земји минатата година, значи од Њујорк, Брисбен, Италија, Франција, 3 различни места сепак во Франција, и продолжуваме и оваа година. Фотографиите се изложени во 3 простории на галеријата. Во првата просторија се прикажани фотографиите кои го покажуваат почетокот на војната, во втората текот на војната, а во третата просторија фотографиите кои ги покажуваат последиците од војниот конфликт. Целта, вели Бачеванова, е да се отиде чекор подалеку од она што се прикажува на медиумите. Дел од мојата мотивација на почетокот беше мојот дедо војуваше во Втората светска војна и сум слушнал многу приказни за неговите пријатели во војска. Така што прв пат отидов да бидам репортер, каде што се војуваше, но преку годините, со годините одев чекор во чекор со војниците. Од 2016 година до сега, секогаш сум ги посетувал истите војници од време на време и со неколку групи сум останала во контакт. Во тоа време, знаете, се преселив во Украина, добив државјанство, отприлика го научив јазикот и го сватив како мој дом. И кога 2022 почна целосната инвазија, тогаш беше малку почудно време. Мислам дека луѓето тука, вие може би
природно да мислите дека војната е многу далеко тука. И јас го разбирам тој аспект, бидејќи сум живеел во Киев, дури пред целосната инвазија и се чувствував дека е многу далеко, иако е само 7-8 сати возење. Па така што кога почна инвазијата, војната, работев ексклузивно отприлика 1-2 месеца и тоа е, например, нешто што ќе го најдете во книгата е работата која што направи во еден од околните места во Киев. Непријателот беше едноставно толку близко. Пред градот да се ослободи, кога беше во процес на ослободување, видов некои пријатели кои што се бореа таму. Кратки видеа од мртви граѓани на улиците. Отприлика беше 1 или 2 април. Знам дека јас и мојот тим отидовме во тоа околно место и имаш уште неколку така, да кажем, од помал карактер, новинари и репортери, но не беше тоа што ќе го видевме во следните неколку дена, каде што дојдоа новинари од цел свет. Кога дојдовме во тоа место, едноставно знаевме дека украинското знаме го видовме како се искрева нагоре. Ги видовме војниците кои што се бореа таму и кои што живеа таму, се враќа и гледа да видат дали нивната куќа всушност била таму. И другите комуницира, посетува да видат што всушност се случува. Локалното население исто така беше, ги гледаше сите репортери и ни покажува работи, како например како да има некаков комунистички блок и имате мали гаражи. Така што првиот човек не кажа оставете го таму телото и го запали. Така што тоа беше првото нешто што го видовме. Тоа беше многу вознемирувачки и потоа слушнавме дека имало масакар и видовме како едноставно отфрлаат тела таму. Следното нешто што го видовме беше само едно куќе како оди со човечка нога во неговите заби. И се почувствувавме, едноставно гледавме дека има премногу тела на улиците, ги гледавме кои се тие, ги гледавме по нивната облека, ги препознававме. Дали се политички поврзани, но не се. Тие се едноставно нормални, просечни луѓе. Едно нешто што ми остана на памет беше еден човек каде што беше со куршум во глава и една торба во рацете, а остатоците од торбата беа неколку компири, мало шишенце водка и едно шише јогурт. Тој сакал наставно да си купи нешто за дома и да си оди дома веднаш. Тоа е само еден човек од сите тие тела. Многу минат овие приказни кои што сум ги фотографирал се баш тука. Војната те менува многу како личност, но кога ќе ја видиш својата фотографија како дел од оваа приказна, која се случува вечерва овде и како дел од едно сведоштво на ужасот на војната, тогаш знаеш дека вреди се она ништо си поминал, вели Кристофер. Трогателни се фотографиите од изложбата Војната во Украина и трогателни се фотографиите и сликите и целосната слика што ни ја доловуваат од војната во Украина. Нешто што можеме да забележиме, најголема е колатералната штета. Затоа силите кои што започнуваат војна секогаш треба многу да се замислат.